Ристо, оти ти не одиш да си изтушираш тамо. Знаеш што убава е? Какво туширање? Блажо, јас мора ти кажам на тебе нешто. Јас ти стално сме били отворени. Ти знаеш ли, оти цело време од кога сме дојдени у Америка, мене ме мача една енигма. Што е това енигма? Енигма е тајна, бе. Тајна што си ја имаш у тебе и што не можеш да си ја одговориш, што не можеш да си ја одгонетнеш и после почнуваш си немирен и после почнуваш да трепереш, од што не можеш да си ја разјасниш. Што си растреперен тоа, бе? Што е таа енигма толку пати? Што чудим те гледам? Море, од кога сме дојдени у Америка, мене ме мачи шо мајка тераме ние у Америка, разбираш. Како бе шо мајка? Зошто се подценуваш ти? Шо мислиш што ти само другите ли каат у Америка? Тука не претија на највисоко ниво од Дружењето на земјоделците да видиме тај америчкиот батак шо тајна е. Нели го гледаш еден батак толкаве као наш кара батак изгледа? Тоа хормони ли се шо се утре на тоа семинар, че не кажат све. Оти се подценуваш толку пати шо Америка шо и фале? Мене ти со ово што ме обясни ми створи ми друга енигма одма. Море, Блажо. Ние да не сме влезени у политика случајно, бе. И камо среќа у политиката сме, не беше вака сега тука. Сега ни се падна воа. Тука сме дојдени, делегација ни испратија на повисоко ниво да откриеме нешто за храната, да го подобреме нашиот вкус што е таму. А утре па може че ни се падне по политика. Сега тоа ни се падна. Уште 2-3 реконструкции на влада, тука че научиме нешто јазик, по последната реколта може и министри че натурат. Не, Блаш, ти можеш да ош министри, јас сме това. Не бе, ти гледаш јас кога ги видам нашите политичари, бе, това чудо бе. Кога ги му постават некое питање овакво, онако, одма одговара бе. Одма. Еми како мислиш ти таа работа треба си? Море, мене да ме пита как и се сбркам бе, разбираш. Се сбркаш се, ти не си ушли шлифуван, видиме мене. Кој знае колку се, не се случајно ставени тие луѓе политика да водат бе. Научиш тука джиги миги англиски жу те турат министри. Човеците сите се изредија, јас се ти останаве бе. Не сум јас. Ќе ти се падне и на тебе и на мене ребе ќе. Како ќе му одговоре, разбираш. Море, ти гладен ли си? Каков гладен, на мене пукна ми главата од енигми тука. Абе дај да излеземе надвор тука си излуфтираш во Њу Јорк, кој ќе видиш тука женски, машки, тука све измешано и ги заборавиш и енигми, дај да апнеме нешто како човеци бе. Имаме пун пансион тука платено по 3 оброка за 2 сата е вечерата, нели може да издржиш толку? Улов ли си ти бе 2 сата? Сега ако не апне нешто тука готово мислам че се стопам бе. Дај да одеме негде, дај прави ми душто малку се. Кажам најискрено, на мене не ми се јаде, а башка нек не видех тука има еден сендвичара доле. Тука одма на тротоарот пишува хот дог. Иди земи еден сендвич, таман и ки се прави за вечерата, после ки си јапнеш. Шо е това хот дог? Море, праќат у Америка, ти не знаеш шо е хот дог, знаеш шо е дог. Дог е куче, разбираш. Куче, хот дог, значи куче топло ти го дават. Ти улов ли си бе, јас куче да јадам. Шо зборуваш ти бе? Ти види го, ти како одмаш да се... Това е Америка тука, бе. Американци са стручаци, се знаат да спремат. Това куче, ама американец кога ти го спреме, това е... Шо ти разправам, сите јадат това, разбираш са. Ти се не најпаметен тука у Америка да кажуваш шо да јадат. И јапли ке ти го пробах. Неки мес, не сум дан, ке си чекам вечерот. Куче. Хот дог, не е како кај нас, значи топло. Не е кај нас кога ги дадат негде сендвич, гладен, како ке тук разбираш. Това се е топло тука, се е наместено. Кој знае колку не имаше нигми, разбираш. Хот дог, а? И шо? Топло куче? Топло куче. Сакаш ли да пробаш ти сега малку? Некам да пробам јас, кажак ти ке чекам вечера. Зоти шо? Бати късмето, шо? Шо ти е, бе, разбираш? От толкова куче, види на мене шо ми се падна. Ева, Блажо, разбираш. Шо има връзка? И това е мускул, бе, разбираш. Ако е убаво спремано, ако може пушено, може...